тесните 80-те години на минатиот век, Југославија ја фати она проклетството на песната од Биело дугме, дека кој нема да слуша песни, ќе слуша олуја. И навистина тие олујни облаци ја надвисна не само Македонија, туку и Штип. На Штип во тој период, во она сивило на транзицијата, на никого не му беше до песна, се до 18 октомври 86 година, кога од Домот на културата Ацо Штопов се разлеа Макфест, односно фестивалот на забавна мелодија. И веднаш Штип и Макфест некако се пронајдоа. Веднаш воспоставија некоја врска која трае веќе 40 на години. Но она што да направиме една анкета низ Штип, оние повозрастните граѓани, веднаш наизуст ќе ви набројат десетина песни од оние, јас ги нарекувам златните години на Макфест. Веројатно тие многумина беа во онаа река од деца кои со тетрадки во рацете ординира од хотелот до Домот на културата, собирајќи автограми. Бидејќи во Штип тогаш се слеа буквално елитата и на југословенското, но и на македонските пејачи. Прашањето ми е, зошто Макфест го фати она проклетството, македонското проклетство, да се она што е добро, се она што има некаков квалитет, се што почне добро, веднаш потоа го турнеме во амбис. Тоа му се случи и на Макфест. Според мене, бидејќи не го пратам во последните 20 години сигурно, за мене Макфест остана оному каде што е. Зошто? Види, има една многу интересна ситуација која што можеби сите најлошо е кога се движиме по површината на уметноста. Макфест е исто така уметнички чин, меѓу кој што на некој начин дава интересни прилози во духовната атмосфера на Штип, што би рекол јас, внесува кислород и животот со Макфест беше полесен. Но има такви нешта кои што на некој начин стојат на патот, тоа се греди кои не се за не да не можеш да ги прескокнеш, ама се митологизират, ги митологизират и најдеш излегува дека можеме до тук, понатаму не ни е дозволено. Тоа е некоја, како се вика, можеби и наша траума, нешто само себе ограничување, комплекс кој го имаме да што го носиме со себе. Најмногу се вели тоа дека има тоа наше брашно во крвта кое што многу тешко се просејува, бидејќи со возраста, со старост, гледате во почетните години на независна Македонија бевме многу како да кажам, голем, многу ентузијастички се однесувавме. Во Штип не само Макфест, што беше нечеме во својот подем, него имаше Штипско културно лето, на кое што доаѓаат звезди од страна. Јас се сеќавам, тука беше после Карнеги хол на Штипско културно лето учествуваше Нент Кјуч. Таа викаше... Препознали некој тоа кажеме? Со текот на годините, како се минуваат генерациите, тоа е нашето македонско проклетство, да немаме историја. Да се она што е наше, што е битово, се она да треба да го уништиме и сме на некој начин како Богом дани да позајмуваме. Значи, ние постојано сме во ситуација да позајмеме вредност, а не да создаваме наша вредност. Ето ова беше нашиот Ники, беше автентичен. Макфест почна како вредност. Он требаше да остане на таа позиција. Секој еден да се стреме, бидејќи тоа се норми. Како вели еден, не мора да постои Господ, ама Господ е вредност, Господ е норма, кој секој од нас треба да грани. Што значи, Макфест беше во македонската музика, откако згасна Скопскиот фестивал, нешто кое што требаше да представува препознатлив елемент во тогашната балканската поп музика. Пикасо знаел да каже дека уметноста ми седна во скуто и се измори од неа. Се измори ли Штип од Макфест? Па не, напротив, јас имам друго мислење и размислувам дека Макфест не е уништен фестивал. Нормално во денешно време да правиш уметност е навистина
тешко следејќи ги интернет и сите социјални мрежи, следејќи ги трендовите, има луѓе кои се уште се обидуваат да го задржат квалитетот на Макфест, колку што јас го пратам овие години, со тоа што се воведе оркестар, со тоа што луѓето се обидуваат, но навистина во ова време, ја гледам според мене и во театар, навистина за да направиш квалитетна представа, почитувајќи ги современите светот се брзо движи, така и музиката, така и уметноста, пратејќи ги сите трендови, навистина да направиш добра песна, добра представа, во овие е различно од она што било порано. Некако порано беше, имаше против што да се зборува, сега е некаков хаос и сметам дека Макфест после ова го чека добра иднина и Штип ќе биде град кој што ќе се гордее што има еден ваков фестивал. И не само Макфест, и другите фестивали што му се случија на Штип. Штип е град на музиката, Штип е град во кој што сме познати во бившите ју простори како град на музиката, благодарејќи на Домот на младите, на концертите на Џон Маклафлин. И не само тоа, му се случи и Д фестивал, му се случија и концертите на овие на Дино Мерлин од светски ранг, така да Штип се движи во една добар правец што се однесува на уметничко-музички план. Моето мислење е дека Макфест во периодот што следува, во годините што следува, после толку големо искуство, ќе произведува звезди, ќе прави квалитетни представи и Штип ќе се гордее со тоа. Има една анекдота и тоа се елементи од биографијата на големите звезди музички. Например, да речеме како станал Елвис Пресли. Елвис Пресли одејќи си на дома, викам, ајде да го честитам празникот на мајка ми, влегува во една продукцијска куќа, снима плоча. И ја праќа на мајка ми да го честита роден денот. И се случи Елвис Пресли. И се случува Елвис Пресли. Како настануваат како се викат овие Dire Straits? Те го остават својата касета пред вратата на продавецката куќа и се случува Dire Straits. Знаеш како настанала Боемска рапсодија? Едноставно доаѓа до идеја, ја носи кај продуцентот му се крева косата на главата. Ова не може ништо да... Не, значи има како се интуиција од гаража. Да, интуицијата е многу битна. Кога ќе се стави некој во една таква позиција, не само со разум, него интуитивно, оти кога гледаме како некои филмови имат свој ремейк, како некоја ситуација добија реплика и си викаш ти, во реплика, а оригиналот е одличен. Не, репликата е потребна во дадени услови временски. Например, кога ќе се самиот кажа за да ги смиреме бурите. За да ги смиреме бурите, најднаш правиме реплика на нешто од некое време, кога, например, да речеме, та уметноста имала свој подем или свој апогеј. Макфест треба не да биде во раците на администрација, на бирократија, да речеме општината да биде организатор. Не, Макфест треба да го прават трговци, продуценти, луѓе кои што од него ќе заработуваат и ќе прават звезди. Значи не постои нешто кое што без звезди, без она крајниот ефект, бенефит што ќе треба да се извлече од тоа, да нешто се направи. Времето е такво. Значи, во времето на социјализмот, ние се што правевме за да докажеме дека социјализмот е подобар општествено уредување од капитализмот. Но сега не сме во социјализм. Сега немаме потреба да се докажуваме. Сега имаме потреба да се фатиме на орото што го веќе воде развиените земји, цивилизацијскиот свет. Го спомна Мики Екзит, и Штип, Макфест, може би илузорно да го споредуваме, но како почне и Екзит, сега веќе има светска турнеја. Да, почна случајно, јас за моја среќа пред години, пред 15-20 години. Што е проблемот? Случајно ги запознав ентузијастите што и се роди идејата. Лично ги познав луѓето што има идеја да направат Екзит и благодарение на нивната верба Екзит стана препознаен. Сега веќе во светот, значи. Она што мене ми е интересно, дека Штип е на пат да се случи новиот Нови Сад или новиот град во каде што ќе музичката култура посебно ќе избие на прв план, гледајќи го тоа што се случува оваа година Д фестивал, за мене еден од најголемите културолошки настани во поновата историја на Штип. Сметам дека да гледаш звезди од типот на Sister of Mercy, како шетаат низ градот и како настапуваат, тоа ти е исто како да ги гледаш Simple Minds. Ама гледаш кој го организира? Не го организира бирократијата. Се случи во Штип. Се случи што ми потсеќаше на некоја мој сон за некоја авангарда
авангарден град. Јас као дете сонував, имав постер од Sister of Mercy и баш со другарите си разговаравме дали ќе дојде ден кога еден тако бенд од типот на Sister of Mercy би свирил во Штип и се замислите се случи тоа. Јас не можев да верувам дека во Штип шетаат звезди од светски калибар, сите што настапуваат на фестивал. Сметам дека тој после Џон Меклафин кога не знаевме да 300 души тој во Домот на културата се случи до сега ние на тоа место треба да направиме биста. Значи, види, Сартер само минуваше низ Скопје, го чекаше возот за Белград, да речеме, или со Ориент Експрес, и седнува во Победа да пие кафе, сега на тоа место има клупа Сартер и Симон де Бавуар, седат и може да видиш, исто има со Џојс во Трст. Значи, Џојс бил во Трст, али тоа не било место, негов избор, него бил некое време во, како например да речеме што беше например Ниче кој пишуваше за Ратруста во Италија, како што беше Гоголь во Италија кој пишуваше Мртви души и така натаму. Значи, ние не знаеме да правиме историја. Имаме елементи, имаме пак до тоа како што го зборевме во минатата емисија да не знаеме да си ги цениме и локалните вредности кои ќе ги преточиме и во национално. Значи нашето штипско културно лето беше едно после Скопското лето врв. Како не. И во македонската телевизија сум бил на разговор со Мирко Стефановски, директорот на летото, и со директорот на Охридско лето и јас. Тоа беме тројцата во тоа време кој што го моделиравме културните збиднувања во летото. Штип, на што личи штипското културата? Не ме познаваат. Нека да те видат дека ти постоиш, дека ти си бил еден од идејните творци, дека сме дење ноке деле врз тие културни содржини. Тоа ги некои го спомнав. Да не те спомнуват дека всушност штипското лето настанало сега кога некој дошол после 20 години. Не, значи мораме да ги вараме корените. Нанимањето на константност. Да, во нешто. кога го спомнавме, Мики спомна дека гледа иднина во Макфест. Да, точно, се надевам дека ќе има, но за да има таа иднина треба да има. Го има минатото, но ја изгуби некако сегашност. Што беше проблемот кога беа оние златните години, кога зема замав Макфест, кога веќе стана нели члени на онај Фидов, меѓународното здружение на фестивали. Макфест го финансираше приватен човек. Така е. И тој даваше пари за Макфест, сега не доби признание. Да, тој имаше во текот на политичките подкрепи на Макфест, имаше некои падови смешни, некои пари одобрувани за организации. Нормално да луѓето со мал буџет не може да организираат, но сметам дека Штипското лови има квалитетни луѓе кои што можат да го стават на меѓународна бизнисмени кои што можат да вложат. Овој бизнисмен да ја води пасторална. Па кој да ја води? И треба приватниот сектор, да. Но приватниот сектор мора да влезе. Во првите борби не дадови. Преку фестивалот како во фудбалски клуб да се изрекламира и себе си да се стави на една меѓународна позиција. Време е Макфест после 40 години да донесе звезда од светски карактер. И јас ако не го земат стопарствениците или некои продуценти кои што знаат да работат со тоа, Макфест полека ќе пропадне. И тоа ќе биде вториот Титаник барем во музиката. Да не можеме сите средства да ги очекуваме од државата. Мора приватниот сектор да го помогне. И треба, нема и зошто државата да интервенира тука во овие фестивали. Кога веќе во секој случај ако државата интервенира, ако ние чекаме се од државата, ние мора да сме во ситуација во која што мора да го изгласаме тоа на референдум. Дали сакаме? Сите сме неданошни обврзници. Секој и се му рече сега, чекај бе, со моите пари треба да управуваме заеднички. Значи ние даваме, одвијуваме од нашите примања. Со штипската пастрмалниот Штип требаше да биде и Макфест требаше да биде еден од брендовите. Апсолутно. На влезот на Штип требаше да стои Макфест, Штип град на Макфест. Ја не се согласувам штипската пастрмалијада да биде како компиријада на некој, како питијада. Како веќе изжвакано нешто, веќе видено нешто. Или треба да бидеме нешто различно, нешто кое што само ние можеме да го направиме, нешто кое што само на нас ни доликува да го направиме, или не правиме виш. Сега да влегуваме во на некоја како се вика медиокритество, порадичност, што би рекле овие, не е интерес. Не е мотивација сега. Овие прават
компаријада, како се вика. Бразијади, компиријади, костимијади, овчаријада и сега ние правиме пастрмијади да бидеме нели, да не излеземе од колосекот. Ма нема врска. Или Оваа година мислам дека беше сосема различно, што ти покажа дека е пред сите други градови. Организацијата на она, јас лично не сум љубител на музиката на Дино Мерлен, верувајте, оли кога влетав од љубопитност, отидов да видам, се случи еден светски настан, еден светски концерт со некаде од 100.000 луѓе. Публика, концертот беше на едно како вистинска светска звезда и мислам дека сме многу поразлични од тие компиријади и питијади што и да. Сите патишта. Она што беше фасцинантно за Штип, навистина не само Штипени, туку и многу беа изненадени, во Штип немаше место за престојување. Луѓе молеа, значи ете од еден настан, значи Штип е гладен. И не само за патриотизм, за фестивал. Ние требаше време да организираме. Ама не продолжи по тој пат. И сега за Макфест е една измаргинализирана манифестација, поготово сега кога гледам како ги доделуваат признанијата, некако ми е пак како да се враќаме во тие денови на социјализмот, која ајде се овој културни работник. Зошто се признај на културни работници? Зошто се унуки на наградата за најдобар текст во Макфест? Тоа е една од најголемите грешки на Макфест. Да, и моја мисла дека треба да се една од она што го правеше Макфест да биде тоа што е надпреварувањето за текст. И не само за текст, и за все, за песна, за аранжман. за песна. Тоа беше убаво, тоа беше жарта, и сега тоа да зборуваш за ху. Одма викаш за My Generation песната. Кога зборуваш за како се вика за Rolling Stones, одма знаеш за која песна како почнува тие. Мене лично поинтересно ми е на Евровизија гласањето него песните. Овој надпреварувачки дух која држава ќе дае колку поени. Многу е важно ние со Макфест каква порака пракиме во музичкиот свет. Значи, на почетокот беше многу интересно да се користат елементи од фолклоро и на него да се прават композиции современи и така тој меланж на некој начин да беше аверс на Макфест и нешто кое што ќе го одликува. И почна овие хладни браќа, како се вика по овој од Старо Купува. Кој да ти каже Ивана? Сите тие работи толку многу беа интересни и очекувавме натака да се развие, дури Евто Попиновски пееше на Макфест. Пејте тапани, удрете тапани, не знам. И тоа сега без разлика, дали тој жар на музика, дали тај меланж може на тебе да ти предизвика некоја, како се вика, интерес и некоја емоции да и вратиш на тоа веќе подадените емоции, но еве тоа згасна. И најнаш се преточивме во обична, како се вика, еден од неинтересните фестивали, ја би го тоа забрнил, дори треба репарација да плаќат на државата, на музичкиот свет, овие од Охридскиот фестивал. Тоа на што личи? Значи, целиот тај наплив од фестивали го уби македонската музика. Ние се со Макфест доведовме и во редот на такви едни, како се вика, работи кои што апсолутно и недостасува естетика, квалитет и пред си слушатели. Нема нешто кое што може да предизвика интерес. Ако не може да предизвика интерес, да речеме, како се вика некој музички жар, да предизвика интерес нешто друго. Некој начин, текстовето. Еве ја ти рекол, револвер на овие, како се вика, на Rolling Stones, My Generation на овие на Who, после на Doors. Пази бе, кога го слушавме Doors, сите ние што сакавме да пишуваме, ние во нивниот гледавме некој начин Deep Purple да не ги Deep Purple со нивните песни, Led Zeppelin со степеници до рајот. Значи, кажете ми ти, која таа некоја затоа Славко Јаневски во едно гостување тука во Штип, мислам дека на почетокот беше повикан Славко Јаневски како гост на Макфест. А во жирито беше Тодор Чаловски, еден од уредниците во, како се вика, во македонското радио, но од друга страна и познат како лиричар. Значи, така почна прво. Кога Ѓоко Ѓоргиев не Ѓоко Ѓоргиев, него Васил Пујовски ја напиша песната за победничката на
првиот Макфест Хелена с Хелена Благне. Кога те нема. Кога те нема, тоа беше песна која се запамти по музиката, по Хелена изведувачот и по текстот. Значи тоа се три елементи кои чинеа целина и таа целина беше доволно да има обожаватели, да има луѓе фанови и луѓе кои што ќе го сакаат тоа. После доаѓа Кемал Мотено со неговата песна Ивана, па доаѓа како се вика Иво Патиера со Бисеро моме. Одлична интерпретација, текст одличен таму внатре. И на крај после некои текстови кои што сами по себе, ако нешто недостасува приказна, ако и недостасува нешто, зошто се напишено? Колку и трае фестивалот? Озвучени само вокали, озвучени некои зборчиња што сами по себе немаат композиција, не значат ништо. И затоа ќе се сетам на Славко Јаневски, забелешката на Славко Јаневски му беше одличен фестивалот, нема ништо, но имаме една забелешка. Зошто не ги контактирате македонските поети? Македонија е земја на поезијата. Ние го имаме Струшките вече на поезијата. Немаме само Струшки вече на поезијата. И во Струшките вече на поезијата цел свет поети е собрано таму. Никој барем да рече, дај да отворам нешто од страниците на тие толку многу отпечатени книги на Струшките вечери, да најдам некоја песна на која што стварно ќе напишам музика и таа ќе се еве на Трајче песната што е Осаме. Ден денеска тоа представува на некој начин генерацијски символ. Значи, кога зборува таа генерација, сите нема моменти каде што ако запеше Осамен, дека луѓето нема да ја прифатат. Баш поради тоа, навечер ова, има една многу интересна песна со држина, тука завршувам, овој што ја направи Јаков Дренковски. Да, знам. Значи, ден денеска, нема тука музика која зна каква кај Јаков Дренковски интерпретација. Текстот останува. Останува текстот на Блаже Конески, Нежност, што ја пееше Нежност од Конески. Од Конески ја пееше Слави Димитров. Уште една музиката само што ти само што идеш на сон во денот в предел темно мрежен, ти само едно можеш да кажеш колку сум тих, дури нежен. Иако сонот ми дал право да сложам сенка на секое чело, искрено кажи, дали сум те навредил некогаш и со какво дело. Тоа е убава песна. Но тоа јас сакам да го потенцирам, дека некако цело време носталгично гледаме на уметност. Јас имам ќерка и живеам со 17 години, 16-17 години тинеџер, кој што ми ги отвара очите и размислувам во еднината и во денешната уметност и имаат своји текстови, свој начин на размислување. Благодарејќи на мојата ќерка се обидувам да ги слушам каква музика преку призмата на нејзините очи, како го доживува Макфеста. Навистина постојат убави уметнички бендови. Тоа што ние се застануваме со Deep Purple и со Doors, тоа е наш проблем, што не се обидуваме да слушаме музика што тие слушаат и да ги пратиме трендовите. Пак ќе кажам, го почитувам и сум раснал со тоа, но сега пробувам бендови да слушам и музика од типот на Ed Sheeran, Cigarettes After Sex, бендови кои што нашата генерација воопшто не ги ни прати, а се толку добри, толку кога таа ми објаснува за текстовите на нивното време, за нивните проблеми, навистина звучат прекрасно и треба да овој носталгичен момент кој што ние го имаме со Трајче Манев, тоа е се добро и тоа го почитувам, но мора да гледаме времето на новата генерација, новиот импулс и да го ставаме на Макфест, да го донесеме како не може да очекуваме 16 годишен тинеџер да се да ги доживува Трајче Манев така, тоа си има свој начин на размислување. Тоа е благодарение и свое време. Ние не можеме да застанеме, ако разговараме за музика, исклучиво разговараме за The Who, Doors, постојат други бендови на вистина Трајче, пробајте. Јас благодарение пак ќе кажам на мојата ќерка која што ми ги отвара очите во светот на уметноста, таа многу сака филмови музика, постојано ја пратам и гледам дека на вистина уметност има свој пулс и Макфест треба да се движи во иднина современ фестивал кој што ќе опрати пулсот на времето. Се движи во добар правец, нормално дека треба финансиски да се подкрепи и ќе стане бренд во Европа, тоа го гарантирам. Еден ден... Да ти кажам, на работа има еден огромен писател, Елиот, кој што меѓу другото благодарение на станува писател на во своите песни, поготово и кај нас се веќе преведени, Шупливи луѓе и така натаму. Тој писател меѓу другото има еден многу интересен есеј. Се вика индивидуалниот талент и традицијата. Значи, тоа сакав ја да кажам со овие песни што ги спомнав претходно. Значи, ние имаме индивидуален талент,
Ама гледаме да не направиме конект со традицијата. Индивидуалниот талент без конект со традицијата не е препознатлив. Значи традицијата дава тежина, сериозен прилог да се предочи индивидуалниот талент. И тоа е многу важно. Значи, ние мораме да имаме традиција во се. Традицијата обликува се и музиката и уметноста, значи, и сликарството. мораме за да можеме да го видиме индивидуалниот талент. Ако немаме традиција, немаме од кај да почнеме кон веќе ново појавеното. Тоа не значи дека традицијата треба да биде кочница во иднината. Значи, ние ставаме голем тек и не може иднината да мрде затоа што ние се бавиме. Макфест има одлична традиција, добар одлични корени, и тоа треба да е мотивација да продолжи. Некој има одличен бекграунд или CV, како што сега современо се кажува, но треба некој сега кој има сенс тоа да го искористи и да го вивне тамо кај што е, користејќи ги нели денешна она што денеска е импулсот на новата генерација, импулсот на новото време. Да го фати тој бран, да го спои она традиција. Кога веќе зборувам, јас можам да зборам секој што аспект на литературата, мора новата генерација да признае, да сака да каже дека некаде во некого се огледала, дека има некаде свој кумир, дека има идеали свој и тие идеали се во времето минато кај одредени луѓе величини. Во нашата музика има величини. Не може да се прескокнат тие величини. Јас ја сакам статкаристика, сакам Котонизем, одлични текстови има, Суперкикс има одлични текстови, ги сакам и ги слушам. Сега веќе покојните ДНК. Да, и ДНК. Ама не може да кажам дека од нив почнува. Од тие на времето го имаше и еден триангл, едно времето го имаше и ден за ден, кога лева патика, па ние лева патика кога излезе албумот, ние ќе се степавме да го купиме. Тамо беше овај, како се вика ова познатата песна, ние мамо сакам BMW Алпина и така над неправда. Значи тоа беше култна песна. Немаше некој да не ја знае и немаше некој да не... Сега не може да кажеме, ја нема неправда. Нема го Аријан Дема како гитарист на ова. Дека се почнува да речеме од Владко Стефановски, дека предно го немало никој друг. Или денешните пребачи... Ама денес се роди кога утре ме нема. Тоа е песната новата генерација. Па исто, таа нова песна, новата генерација. Тоа ќе посветиме посебна емисија. Да, мора да се... Мојот именјак Оливер Дрговиќ своевремено во една песна се праша зошто сеше убаво има крај. А одговорот е многу едноставен, затоа што поминаа 30 предвидени минути. Оли Трајчи и Мики ве поздравуваат, до следната.